Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, го гледате Ньюсфлеш, ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски јазик, а со вас во оваа емисија ќе биде Јулија Велковска. Во ова издание конгресен брифинг за самитот на НАТО во Чикаго, на кој македонските позиции ги изложија пратеникот Милошовски и амбасадорот Јолевски. Но најпрвен еве го блокот вести. Вршителот на должност за помошник секретар за одбрана Питер Лавој соопшти дека Вашингтон одлучил да ја прекине помошта во храна за Северна Кореја и дека тоа делумно се должи поради најавеното лансирање на проектил на 15 април. На распит во Конгресот Лавој кажа дека лансирањето ја рефлектира желбата на Пјонкјанг да ги игнорира меѓународните обврски. САД, Јапонија, Јужна Кореја, Кина и Русија ја повикаа Северна Кореја да се откаже од намерата. Влијателни американски законодавци побараа владата на председателот Барак Обама да заземе поостар став за иранската нуклеарна програма, прашувајќи дали интензивирањето на економските санкции спрема оваа земја дало некаков резултат. Преседавачот на Сенатската комисија за односи со странство Џон Кери истакна дека Иран и неговата нуклеарна програма се најголемиот предизвик за американската надворешна политика. Највишиот по ранг републиканец во комисијата, сенаторот Ричард Лугар, подвлече дека Иран одбил да ја промени политиката и покрај тоа што земјата е се поизолирана. Републиканскиот председателски претендент Мит Ромни доби поддршка од две истакнати партиски личности, поранешниот председател Џорџ Херберт Волкер Буш и сенаторот од Флорида Марко Рубио. Поддршката од Буш доаѓа една недела откако неговиот син, поранешниот гувернер на Флорида Џеб Буш, објави дека ќе застане зад Ромни. На синоќешен брифинг во Конгресот, представници на земјите од Југоисточна Европа ги изложија очекувањата од самитот на НАТО во Чикаго. Македонија заслужува членство, според конгресменката Кендис Милер од Мичиген и преседавачот на американската делегација на парламентарното собрание на НАТО, конгресменот Майкл Тарнер. Обајцата членови на конгресната група за Македонија и македонските американци. Извештај на Јане Бојаджиевски. Да продолжи политиката на отворени врати на НАТО за аспирантите, да се поттигнат во реформите на патот кон Алијансата. Вака синоќа конгресмени и балкански дипломати аргументираа зошто Македонија, но и Црнагора и Босна и Херцеговина треба да бидат уважени за прифаќање на критериумите и принципите на одбранбениот сојуз. На конгресниот брифинг беа и македонските пратеници кои деновиве се во посета на Вашингтон. Македонскиот амбасадор во САД Зоран Јолевски заклучи: иако не сме дел од НАТО, така се однесуваме. Macedonia has done a lot in order to achieve the criteria to be invited to NATO. Македонија стори многу во исполнувањето на критериумите за членство. Нашите војници се дел од мировната мисија во Авганистан, рамо до рамо со американските и другите. Де јуре не сме дел на НАТО, но де факто така се однесуваме. Придонесот што веќе Македонија го дава во НАТО го истакна и конгресменката Кендис Милер од Мичиген и председавачот на американската делегација на парламентарното собрание на НАТО, конгресменот Майкл Тарнер од Охајо. Кога ќе ја земете предвид ангажираноста на Македонија во Авганистан како четврти најголем придонесувач според бројот на жители, тогаш станува важно дека кога го браните шаторот на НАТО, заслужувате и да спиете во него. Тарнер бара НАТО да го уважи напредокот на балканските аспиранти. За со тоа им даде јасен сигнал дека проширувањето нема да запре. Битно е да ги уважиме земјите кои имаат аспирации за членство во НАТО, за нивните постигнувања. НАТО вели дека членството е политички процес, но тој процес се води во земјите аспиранти и затоа мора да ги охрабриме. Секој успех на соседот е добар за целиот регион, заклучи амбасадорите во Вашингтон од сите земји од Југоисточна Европа, кои веќе се дел од НАТО, истакнувајќи дека регионалната стабилност ќе биде зајакната ако сите земји влезат под безбедносниот чадор на Алијансата. Конгресменката Кендис Милер од Мичиген и конгресменот Майкл Тарнер од Охајо ја истакна безрезервната поддршка за членство на Македонија во НАТО на самитот во Чикаго за време на брифингот во Конгресот. Тие изјавија дека земјата веќе ги има исполнето критериумите за членство многу одамна и заслужува да стане полноправна членка на Алијансата. Јане Бојаджиевски, Глас на Америка на македонски, Вашингтон.
Режисерот и истражувач Джеймс Камерон не делава на историско нуркање 11 километри длабочина во Тихиот океан во специјална подморница. Пред него тоа го сторија само двајца и тоа пред половина век. Напладне по локално време на 26 март, режисерот на Титаник и Аватар се врати од дното на Маријанската бразда, што е 50 пати поголемо од големиот канјон и оди подлабоко отколку што Монт Еверест оди високо. Видел рамна и безживотна средина. Како површината на месечината, пусто, изолирано место од сиот свет. Буквално се чувствував како да сум во Вселената, дека сум пошол на друга планета и сум се вратил во еден ден. 57-годишниот истражувач го изведе 7-часовното патување во специјално дизајнираната подморница Deep Sea Challenger. Таа е во форма на торпедо, а незиното производство траело 8 години. Опремена е со тродимензионални камери и роботска рака за собирање на примероци. Камерон успеал да го фотографира местото на приземјување, но сепак не можел да земе многу примероци од дното поради проблеми со хидравличната контрола на роботската рака. Очекува идните мисии да откријат повеќе детали за формите на живот што постојат на океанското дно. Секое животно се адаптирало на екстремниот притисок, на комплетната темница. Вообичаено се бели, без пигмент. Некои од нив се биолуминесцентни, некои немаат очи. Пред Камерон, единствен кој претходно успеа да се спушти на апсолутното дно беше двочлениот екипаж на подморницата Трст на американската морнарица. Пилотот на Трст, Дон Волш, беше во екипата која го контролираше спуштањето на Камерон. Не се има променето многу откако ти беше таму, шеговито коментираше Камерон откако се врати на површината. А во наредната емисија на хибридниот автомобил Volt не му оди најдобро во САД, меѓутоа одлично во Европа. Зошто? Гледајте во утрешен Newsflash. Иднината на Volt. Скап, недоволно познат или пак недоволно безбеден автомобил. Гледајте во утрешната емисија. Гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски, а јас сум Јулија Вилковска од студиото во Вашингтон. За најново од САД и светот посетете нашата веб страница glasnaamerika.com или побарајте не на Facebook. Ви благодарам на вниманието, имате пријатна вечер и гледате ни утре.